Добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорот на Република Словенија во Македонија, Алан Брајан Бергант. Амбасадоре, евидентно е дека решавањето на спорот со името со соседна Грција беше фрлено во сенка на предвремените парламентарни избори. Дали тоа го забави процесот на евроинтеграција на Република Македонија? Јас мислам да не. Сега треба Македонија што пред да доби нова влада. Јас знам да убеден сум дека Македонија ќе добие влада пред 10 август, кога треба да добие според законот. И прва задача на нова македонска влада ќе биде сигурно реформите, значи продолжено со реформите. Исто ово големо прашање, отворено прашање што е најзначајно кога збориме за евроатлантска интеграција на Македонија, значи треба да се продолжи со преговорите со Хеленска република, значи за спорот, за името. Тука се надевам дека ќе се најде што пре компромисно решение. И кога се најде ова компромисно решение, пошто знаеме сега и сите партии што е со парламентот, што се стигна парламентот за референдум. Значи да кога се најде компромисно решение, дека влада заедно со опозиција, заедно со председател на држава, на собрание, заедно да одат пред државјани на Македонија и кажат ова е компромисно решение, ова е добро за Република Македонија и то значи напредок кон НАТО, пошто смислам да имаме во регионот една држава, Црна Гора, што е многу добра, напредуе. Она има веќе статус држава кандидатка, така да очекуваме дека Црна Гора ќе добие од децември нека позитивен сигнал од Брисела, можеби и Србија. Така се надевам дека на овој воз да се приклучи и Македонија, да не биде изолирана тука, значи да Македонија иде напред и нова влада има одговорност да то направи, пошто има веќе околу 90% граѓани на Република Македонија се за вклучување Македонија во НАТО, се за вклучување Македонија во Европска иднина и то значи подобри услови за сите државјани, за подобар живот. Во јавноста се создава впечаток дека спорот со името со Грција е единствената пречка за влез на Македонија во Европската Унија. Ваш коментар? Ова, според мене, е најголема пречка што треба да се реши. Пошто Македонија уште не е почнала со преговорите, така да треба да продолжи со реформи. Знаеме, ако гледаме извештајот од Европската комисија во минатата година, дека добија забелешки на подрачје на јавна администрација, правосудство, корупција, организиран криминал. Значи треба да се продолжи со ови реформите, пошто сега поради привремени избори малку сме изгубиле време. Поради тога што пре нова влада да продолжи со ови реформите, пошто сега немамо толку веќе времена. И сакамо секако да биде и ово извештај во октомври позитивен и да добиме трето препорако за почеток за пристапните преговори со Европската Унија. Судејќи по искуствата на вашата земја, која сега е полноправна членка на Унијата, кои се клучните реформи на кои Македонија треба да се фокусира со цел по успешен влез во евроатлантското семејство? Видите, ние сме имали исто како Македонија, ќе има 35 поглавли. Кај нас, тешко речи кои се најважни, може би најтешка беше кај нас сигурно земјоделие, значи реформа на земјоделството. Тоа беше една од најтешките реформи. Исто така јавна администрација, исто како код вас, јавна администрација, правосудство, значи и медиумите, значи се ово е нека паралелна слика што треба Македонија. Македонија треба истиот пат да го проходи како Словенија и поради тоа Словенија секогаш е приспремна да дели со нашите пријатели тука во Скопје наше искуства, када правевме ние, не грешки, пошто не сакамо да би ви правили исти грешки. Ние, кај нас преговорите траеле 4 година, јас сум убеден дека Македонија може побрзо од 4 година да заврши овие преговорите, може да користи и задни искуства на Република Хрватска или последните две држави како со Романија и Бугарија. Значи, јас мислим, знае се кај е тешко и ние сите ќе ви помогнеме да Македонија што пре
влезе да биде членка на Европската унија. Ги споменавте медиумите. Според ваша проценка, дали медиумите во Република Македонија успеа да ја одбранат титулата чувари на демократијата? Па видите, кога се збори за медиуми, вчера беше објавено извештајот првиот од ОПСЕ, од ДИР и од Совет на Европа. И таму беше испоставени беа медиуми, беа забелешка за медиумите, дека се поларизирани, дека се под влијание на одредени политички партии, на одредени собственици на медиумите, значи, то многу се поларизирани и то се покажа исто за време на изборите. Како известували, едни медии не се известували за случај од поредени политички партии, други само за други. Јас мислам да треба медии да се тука независни и Македонија на неки листи на слобода на медиуми, како и за жали Словенија ова година ја многу паднавме. Тако треба да се работи на подрачје на независност на медиуми. Исто медиумите вие требате да сами подигнете ниво на извештување, значи нивото на медиумите е на според оценки исто на другите меѓународни организации, не на доволно високо ниво во Македонија, тоа ќе биде еден во предизвик во наредните месеци. Јас сум убеден дека ќе успеете на ово. Да се навратиме кон евроатланската интеграција. Во јавноста неретко се забележува кочење на процесот. Какви последици ќе има Македонија доколку постои кочење на евроатланските интеграции? Јас мислам да Македонија нема друга алтернатива како со вклучување во Европската унија и во НАТО. Македонија не може да биде нека сива зона тука на Балканот. Имате две соседни држави, Руманија, уствари Бугарија и Грција, кои се веќе членки на двете организации, Албанија на една. Значи, Србија иде понатаму, исто Албанија, значи требате, јас мислам да не треба да се размислува, пошто нема другата алтернатива подобра него е вклучување во Европската унија и во НАТО. И поради тога уште еднаш сакам да повторам дека треба да се продолжи со реформите и убеден сум дека ова година ќе можеме да забележиме некој успех во понатамошното приближување на Македонија кон ЕУ и кон НАТО. Економијата беше актуелна во предизборието, но евидентно е дека економските зони во Република Македонија не работат со полн капацитет. Покрај рекламни спотови, промоции, покрај поволности, што според вас ги кочи европските инвеститори? Сега можем тука да зборим за пример на Словенија. Сега, по најновите резултати, Словенија полеко излегува из криза. Значи, имамо 2% раст на бруто национални доходок сега. И за овие последните година или две и на овие наповедани инвестиции кои словенечки фирми со требале да имат Македонија, привремено се били закочени. Значи, сега криза полека поминува и кај нас, и да имаме голем број на невработеноста и ако иде добро кај нас, уствари најпред ако иде добро во Германија, ќе иде добро кај нас и тако можеме понатаму и ние да инвестираме во Балканот. Исто така Македонија нам е као држава приоритет за наша развојна помош. Неодавна подпишавме меморандум за соработка за ова година и во есен ќе продолжиме со програмот 2012-2015. Значи имамо многу планови. Јас мислам да ова година ќе биде успешна и на економското поле. Ќе биде многу успешна и на македонското поле и Словенија е една помеѓу првите инвеститори во Република Македонија. Имамо секако и понекогаш и проблеми кои ги решавамо на соредно ниво и можем да кажем да сме тука успешно да имамо секога поддршка од вашата страна. Амбасадоре, ви благодарам. Благодарам. Тоа е се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, следното издание за 7 дена.